Наш соговорник гостин во Дневникот е министерката за финансии Нина Ангеловска. Добро вечер. Добро вечер. Буџетот деновиве се исцрпува новиот, преку јавни дебати, преку неговите предности и фалинки, критики и пофалби, зависи од која диоптрија се гледа, дали на власта или на опозицијата. Ова мислам дека е прв комплетно цел буџет со ваш подпис, ако не го сметаме ребалансираниот. Би сакала да бидете искрени, ако е возможно. Имаше ли меѓуресорска битка за овие 3,9 милиарди евра? Секако мислам дека секој буџет, секој министер претходно што го склопувал е голем предизвик да се склопи, особено ако се има предвид дека секако дека сите имаат поголеми желби од она што се реалните можности. Тука е предизвикот да се постават правилните приоритети, како што велиме буџетот во фокус е инвестирање во човечкиот капитал и да се при приоритизирањето да се види кој како е реализирал, какво поведение, да кажеме, имал кога има одредени проекти кои што се побаруваат. Од друга страна, нели треба да се види кој е просторот, која е приходната страна која што е естимиран, односно растот. Понатаму гледаме дека имаме веќе силна определба за фискална консолидација или колкав е буџетскиот дефицит кој што е проектиран и до кој што се држиме. Оваа година е 2,3% и играме со еден ограничен простор во кој што треба да ги вклопиме сите тие потреби или да кажеме барања, иницијативи и при тоа треба да ги поставиме правилните приоритети за да бидат вградени оние политики кои што ќе дадат најдобар економски ефект за граѓаните, но и за бизнисите, бидејќи генератор на економскиот раст е. Да идеме повторно на моето прашање, дали имаше меѓуресорска битка? Секако знаете дека буџетот се носеше на неколку владени седници, тоа беше и тема во јавност кај вас во медиумите, но тоа е баш затоа што за секој денар на граѓаните се мислеше не 2 пати, туку 3 пати, затоа беше кроз неколку владени седници дискутиран. Тука морам да кажам дека колегите од различните ресори покажаа и колегијалност едни со други, бидејќи на крајот на денот заедничка е одлуката и определбата, сепак владата го усвојува, нели, прво буџетот, па потоа го праќа до собранието и тука секако заедничкиот интерес треба да се гледа, тоа е дека сите сакаме економски раст и сите сакаме да оди напред државата, што значи дека некои ресори беа колегијални, дури одстапија од одредени работи кои што гледаат дека можеби ако тие средства се алоцираат на друго место, ќе дадат поголем приоритет, бидејќи владата има сепак заедничка визија. Како министер, имајќи увид сега имаме нели различни алатки да го следиме начинот на кој што се трошат парите на буџетските институции и колку е реализацијата на капиталните инвестиции во рамките на одредена институција или министерство, имавте посебен однос кај оние кои што велиме дека имаа потфрлање во реализацијата на капиталните инвестиции? Па секако дека кога се одлучуваше, тоа беше иницијатива од страна на Министерството за финансии да се објават јавно на месечно ниво да се апдейтираат реализацијата на капиталните, баш поради тоа бидејќи од една страна секогаш ги коментираме збирно, нели, колку е реализацијата до сегашна на капиталните инвестиции. Но имаме тука предвид дека има некои буџетски корисници кои што имаат одлична реализација, има други кои што имаат слаба реализација. И мислам дека не е коректно да кажеме на еден начин да бидат па и критикувани или казнати по тој кој и други и одредени буџетски корисници кои што пак имаат одлична реализација, а од друга страна со оваа алатка транспарентно да се прикажат, даваме можност да јавноста да следи, вие да следите, да правите притисок условно кажано на буџетските корисници кои што имаат послаба реализација. Значи тука ќе видите дека има некои кои што имаат 60-70% реализација, има некои кои што имаат слаба реализација. И сега Според вас вината треба да се бара кај раководителот, кај министерот, кај таа институција или можеби земате предвид други фактори? Сметам дека е сплет на повеќе околности, секако дека е важен лидерот на институцијата, но важни се и капацитетите со кои што располага. Затоа кога реков беа одредувани приоритети гледано поведението на буџетските корисници, мислев дека ако некој буџетски корисник побарува за одреден проект средства да го реализира, а ние гледаме дека претходните 2-3 години можеби имал проблем со реализацијата на дали тој или на друг проект, секако се поставува прашања на состаноците за преговори, зошто сега сме убедени дека ќе има капацитет да го реализира. И тука се носи одлука на база на повеќе фактори, значи кој е капацитетот, кој е приоритетот.
Дали се средени сите тие кои што знаеме дека слаба динамика на реализација имаме, како што секогаш велиме, имотно-правни односи. Има изговори, ако сакаме да имаме, да најдеме изговори, секако бојкот во администрација, отсуство на капацитет, долги тендерски постапки и така натаму. Голем простор за подобрување на начинот на планирање на капиталните инвестиции. Добро, не навлегувам во детали кои институции колку имаат реализирано, сакам да дадам на нешто поново, показатели за октомври, дали имате последните достапни на јавноста, мислам дека се септемвриски, во однос на дефицит, ДДВ придонеси и она што е значено, нели, капиталните расходи. Да, наскоро ќе бидат, знаете дека на секој месец на 25 се објавуваат податоците. Со заклучно со октомври, реализацијата на капиталните е околу 41%. Во однос на приходната страна, одлично тече наплатата, имаме раст од околу 8% на страната на наплатата на приходите, споредено со минатата година, истиот период, до октомври. Значи се работи за буџетот е ликвиден, приходите се наплатуваат, во однос на реализацијата на конкретно на расходната страна и на дефицитот, значи дефицитот не би можела сега да ви кажам точно колку е до сега реализацијата, но е далеко од она која е проектирана. Проектираниот дефицит е 2,5%. Ќе видиме нели до крајот на годината, бидејќи секогаш зборуваме за проектиран дефицит, а на крајот на годината гледаме дека не се ни реализира оној дефицит кој што се проектирал. Но тоа не е показател за домаќинско и убаво менаџирање на јавната каса. Значи и понискиот дефицит не е сигнал дека се случува нешто добро во буџетот. Така е, бидејќи со дефицитот се стимулира и економскиот раст, односно и тие капитални проекти кои што се предвидени. Затоа велам, поврзани се и реализацијата на капиталните е поврзана и со дефицитот и секако дека не е добар сигнал да не го реализираме дефицитот. Од една страна коментираме и се плашиме дали е дефицитот, колку е дефицитот. Ние повеќе треба да стравуваме кои капацитети ги имаме да го реализираме тој дефицит, бидејќи ако тој дефицит е наменет за трошење кои што ќе дадат економски раст, ние треба да сакаме да го реализираме. Да не може би во суфицит државната каса во октомври. Не се работи за суфицит, значи и би било излишно и многу некоректно да земаме да дискутираме суфицит на месечно ниво, тоа не би значило позитивен показател. Ако ние успеваме да направиме суфицит, туку гледаме буџетот на страната на приходна и расходна страна и проектиран дефицит и колку тој дефицит ќе успееме до крајната годината да го реализираме. Значи сега соопштивте вест, секако тука ми е ДДВ напишано во однос на приходите, но сакам кај капиталните да се задржиме 41%. Во однос на претходниот месец само за 1% раст, во септември беа 40%. Овие 1% кога ги видовте ве разочара? Имате предвид дека секогаш кога гледаме нели податоци, викаме споредено со што и секогаш кога се презентираат податоци, треба да видиме и со што споредуваме. Нормално дека ако споредиме со претходниот месец, не е добар показател и треба да работиме за да имаме поголема реализација до крајот на годината колку што се може. Но од друга страна, ако споредиме со минатата година, од јануари до октомври, се работи за пораст од 20% реализација на капиталните инвестиции. Што значи дека, нели секогаш гледаме како во текот на годината се реализирале капиталните инвестиции, бидејќи знаеме дека одредени месеци има поголема реализација. И тука ќе го споменаме и со ребалансот, знаете дека беше даден на износ од околу 2 милиарди за откуп на акциите од МАК Петрол, односно Гама. И таа капитална инвестиција очекуваме да се реализира до крај на годината, што автоматски ќе повлече околу 10% реализација на капиталните инвестиции. Сега, кога веќе сте тука, споредбата ја направивте со ланската година, но јас само ќе потсетам на дел од изјавите од функционерите дека оваа година требаше да биде година на еден од тие економски бумови, малку со поголем развој, со поголема раздвиженост, повеќе пари за приватниот сектор и за граѓаните. Премиерот вака вели дека до крајот на годината 80% ќе има реализација, а од октомври остануваат само ноември и декември. Дури оние 10% што ги велите да ги вклучиме за МАК Петрол и Гама, како ќе успеете да ги остварите барем овие 80% кои првично на почетокот од оваа година беа најавувани дека практично ќе бидеме блиску до комплетна реализација на капиталните. Сепак зборуваме во однос на ребалансиран буџет. Да, значи зборуваме за премиерот изјави дека очекува реализација до 80% на капиталните инвестиции. Реално многу од работите градежните активности се интензивирани. Многу од тие пречки кои што беа за забавената динамика се сега разрешени и се очекува како резултат на тоа во овие 2 месеци покрај повлекување и реализирање на оваа инвестиција на Гама да повлечат и други проекти кои што се реализираат и сега ќе видиме нели наскоро за 2 месеци како што вие кажувате ќе дојде крајот на годината и ќе видиме колкава ќе биде реализацијата, па ќе можеме понатаму да дискутираме
кој треба да го пофалиме, кој треба да го искритикуваме, кој од тие што ветил и започнал да реализира повеќе, можеби пак некаде застанала и забавила реализацијата, затоа јас би рекла дека имаме уште 2 месеци, ќе имаме прилика и во јануари да ги дискутираме капиталните инвестиции и токму поради цела оваа ситуација, како што може да забележите, капиталните инвестиции за следната година се проектирани на едно многу пореалистично ниво, јас би рекла, 23,6 милиарди или пониско од проектираното во 2019 година оваа година, но сепак малку повисоко од она што беше со ребалансот. Ова е друга тема, јас уште малку ќе останам на оваа реализација. Гледам, го спомнавте градежниот сектор, вообичаено он па во овие месеци оди на зимување, нели, поради работата на терен, и затоа би ве потпрашала како планирате тој удел од градежништвото во месеци зимски да се оствари. Значи, вие гледате дека има голямо интензивирање, се работат активностите на терен. Во конкретниот случај, значи, еве денеска видов дека сега ви беше и на вестите реализацијата на Охрид Кичево патот, тука значи се реализира Министерството за транспорт и врски и е одлично со реализацијата, зборуваме за гасификацијата, за големи капитални проекти кои што влечат значителни средства, бидејќи имаме и одредени други проекти кои што одлично се реализираат, но сега зборуваме за оние кои што се најголемите, да кажеме, корисници кои што најмногу може да повлечат реализација. Затоа би рекла дека како што кажавте, има простор за да и критикуваме и гледаме и видиме како ќе тече реализацијата, па потоа да дискутираме. И впрочем, целта на оваа алатка за капитални инвестиции да ги гледате јавно беше и токму оваа, за да вие кога ќе видите дека некој нема добра реализација, да вие можете и директно да тие буџетски корисници ги прашате зошто таа реализација е на такво ниво. Околу новиот портал, вчера мислам дека беше промоцијата, отворени финанси. Како новинар поздравувам секој обид и проект за зголемување на транспарентноста, што ќе значи увид не само на нас новинарите, него и обичните луѓе на некој начин и некој канал да имаат до пристап до информации за тоа како се трошат парите. Но во исто време, она што беше голема забелешка е дека јас малку што успеав, што одвој време, видов дека има селекција во однос на кои министерства, по кој основ, какви исплати, на некој начин тоа е увид во трезорско работење, но сакам да ве прашам, дали, например, доколку отворам министерство соодветно или агенција, можам да видам колку пари од почетокот на годината до сега се потрошени за набавка на мебел, за набавка на нов автомобил и од која компанија. Освен оние тековни трансфери за плати, пензии, донации, дотации, сето тоа што е како врска по закон. Да, значи вчера беше промоцијата на порталот Отворени финанси и тука сакам да истакнам колку голем исчекор е ова и колку значајно зголемување на транспарентноста, бидејќи не се работи само за на месечно ниво обнова на податоци кои што може да ги следите, туку се работи за буквално отварање на трезорот на државата за сите граѓани и за вас представниците на медиумите, за да може да ја пребарате секоја една трансакција на сите буџетски корисници. Значи, да одговорам на вашето прашање, да, ќе можете буквално се да видите и кон која компанија, кон кое физичко лице се исплатила, кој буџетски корисник колку средства исплатил. Има значи во полињата може да пребарате и по давател и по примател и може да се види колку е планот на таа институција, колкава е реализацијата по ставка, значи буквално се и сега тука се отвара, се зголемува значително транспарентноста, се отвара оваа алатка за да понатаму пак кажуваме да се стави во рацете на граѓаните една нова алатка со која што тие ќе можат да влијаат на поодговорно трошење на средствата од страна на сите ресори, од страна на сите буџетски корисници. Бидејќи знаете, вие кога знаете дека одреден податок е достапен за јавноста, попредпазливи ќе бидете како ги трошите средствата, кога знаете дека утре може да добиете прашање во вака на емисија, зашто сте платиле толку средства и зашто била конкретно оваа јавна набавка или проект. И сега, зашто во тој цел список ги нема јавните предпријатија, трговски друштва во државна собственост, кои според официјалните податоци, јас ги имам мартовските, предпоставувам вие имате понови малку превид направив, но сеедно податокот е тој. Например, јавните предпријатија само од она што го пријавиле како доспеан, а ненаплатен долг, односно обврска што ја имаат, должат 80,5 милиони евра. Заклучно со март, повторувам. Или општините, доспеан, а не подмирен долг, обврска 72 милиони евра. Зборуваме за големи должнички позиции кои што
ги нема во новиот систем, во новата алатка. Прво би сакала да разграничиме целта на двете алатки, бидејќи сега ова што го поставивте, всушност од системот така наречен СПО, кој што го објавен во 2018 година, исто во насока на зголемување на транспарентноста, односно во тој систем сите општини, како што ги наведавте, и јавните предпријатија ги пријавуваат своите преземени, а доспеани, а неплатени обврски. Тоа е ново нешто кое што се наметна, а кое што возможува транспарентност и да може и јавноста, пак ја кажам, да ги следи тие долгови. Значи, отворени финансии е трезорот, каде што може да се следат сите трансакции во реално време, на 15, секој 15 дена се обновува и се повлекуваат реалните податоци, тоа е буквално живи трансакции, живи пари, каде легнале од кого на кого. Зошто не се овие две позиции таа? Во однос на зошто ги нема овие кои што ги гледате во СПО, јавните предпријатија, бидејќи ваму кај што го велите СПО, таму се практично рангирани и општини, агенции, судови, здравство и просвета, сето тоа. Јас зборувам зошто да немаме увид во овие два сегменти кои што според висината на овие доспеани, а неподмирени обврски и според бројот на вработени што го апсорбираат, да, ќе ми дозволите да споделам и понови податоци за долговите, бидејќи кажавте дека од март се податоците кои се ги споменавте. Добро, еве ќе речеме ке општините, претпоставам значајно е сменета ситуацијата поради финансиската инекција можеби што се даде од државата. Да, смената е, но не е само таму смената е во сите, еве ги имам податоците понови, да кажем, за да може да ги искоментираме. Би сакала само да се навратам да кажам дека тоа е, значи, трезорот ги влече податоците, отворени финансии влече податоци од трезор. Општините со децентрализацијата сами ги водат, значи не се дел од буџетот, така, значи тие не се буџетски корисници во прва линија за да се во овој систем, но бидејќи заклучно со законот кој што се донесе за слободен пристап до информација од јавен карактер, значи тука и општините имаат да кажеме обврска да транспарентно ги пријавуваат своите да зголемат својата финансиска транспарентност и вклучително и долговите и трошењето. И тука имаме иницијатива, веќе разговаравме со градоначалникот, односно со ЗЕЛС, бидејќи треба да се одлучат самите општини, односно да дадат на некој начин одобрение, согласност од советите, за да може да ги вклучиме во порталот Отворени финансии, да може и тие трансакции да се гледаат. И очекуваме дека до крајот на годината ќе бидат вклучени. И бидејќи сметам дека сега, знаете, се прави голем еден исчекор и некогаш треба да се каже и пофалба дека еве многу добра алатка, зголемена транспарентноста, но секако се што правиме може да се направи следно подобро. Па ајде како да го надградиме, еден чекор е, ја прифаќаме од вас критиката дека треба да се вклучат општините и преземаме иницијативи за тоа за да ги вклучиме до крајот на годината. Сега да се вратам на состојбата со долговите. Предпријатија само зашто се иземени и трговски друштва во државна собственост. Да, тоа тука претпоставам легуваат и овие фирми кои што често ги гледаме поранешни вработени за губари и така натаму, каде што државата се уште алиментира и плати и придонеси и така натаму. Да, значи истото се однесува и за јавните предпријатија кои што не се буџетски корисници од прва линија. Од друга страна, ако ги вклучиме и во трезорот, може би е добро да размислиме еве сега идеја да ги вклучиме и во алатката за капитални инвестиции, затоа што многу добро и реализираат, ако ги погледнеме ЈПДП, таму не добивме прашање зошто не е вклучено во капиталните во реализацијата на капиталните расходи, па ќе земеме предвид и овој предлог за да ги да направите нивните долгови колку се доспеани и реализацијата да не излезете во минус. Еве конкретно во однос на долговите, значи за општините конкретно ако разговараме, да, секако се должи на инекцијата која што им беше дадена како што ја нарековте, да, 50 милиони кои што им беа доделени со ребалансот во 2018 година, но исто време нели има одреден поставен лимит со тоа што се очекуваше да со тие средства ги подмират своите обврски. Бидејќи сите општини имаат процес на објавување на повик каде што се пријавуваат доверители, потоа се избираат и нивната обврска беше да достават извештај до овој период интензивно знам дека ги доставуваме преку нас како ги доставуваат извештаите за намирени обврски, па се работи за 98% реализација од вкупно
од 50 милиони евра кои што ги добиле, што значи дека има 2% кои што не успеале да ги исплатат за долгови, па се враќаат тие средства назад во буџетот. Во однос на состојбата, еве на пример како стоела, општините за 9 месеци сега значи земаме крајот на 2018 до ги имав ја тие бројки, ама по превид сум ги зела мартовските, се едно, да. Значи тие намалиле задолженоста за 36 милиони евра споредено со крајот на 2018 или на крајот на минатата година 2018 изнесувале доспејани неплатени обврски на општините 85 милиони евра, додека сега до крајот на септември изнесуваат 49,5 милиони евра. Значи во однос на намалување на долгувањата има и кај министерствата и кај другите корисници од прва линија за околу 3 милиони евра. Понатаму има уште поголемо намалување кај училиштата, градинките, старските домови, ова се локалните установи финансирани преку блок дотации и тука има намалување за околу 5 милиони евра. Доколку споредиме еве за конкретно ви беше прашањето и за јавните предпријатија. Јавните предпријатија, да, значи јавните предпријатија имале 4,5 милијарди евра на крајот на 2018 година, додека да, милијарди денари се ова, да. Извинете, да, 4,5 милијарди евра, додека на крајот на септември имаат околу 5,6. Кај нив има значи пораст на задолжувањето. Да, со тоа што има и на месечно ниво намалување, бидејќи знаеме дека и кај општините сега кога зборуваме се работи за жива материја, значи не е само да одземеме, затоа што тие враќаат долгови, но во исто време реализираат и други активности, преземаат и секако нови има промена во обврски. структурата кон приватниот сектор, јас повторно потенцирам дека се мартовски, вака се вели дека јавниот сектор по сите основи, тоа што го пријавил како доспеа на неплатен долг према приватниот сектор се фантастични 152 милиони евра. Јас не велам дека ова се случило последните 2 години. Значи ова е увид во долговите, ова е практично таа внатрешна ликвидност што се случува, дека јавниот сектор, освен тоа што должи меѓу себе и тие бројки негде ги имав, внатрешните обврски да, 123 милиони евра се на јавниот сектор една институција на друга меѓу себе, но 152 милиони евра се што значи држава, нели? Тука дефинираме и локална и централна власт, агенции, институции, сето тоа топтан, 152 милиони евра во моментов државата му должи на приватниот сектор. Мислам дека тука треба кога коментираме да споредиме, бидејќи не може магично обврски кои што се трупале со години, да очекуваме дека во 2 години наеднаш сите обврски ќе се расчистат. Ако еве споредуваме со 31 мај 2017 година по сите основи, како што кажавте. Значи, буџетски корисници, прва линија, втора линија, зборуваме за општини, зборуваме за јавни предпријатија, сите, јавни здравствени установи, сите. Во 2017 година, 31 мај, долговите вкупни изнесувале 22,3 милијарди денари. Во сега, 31 октомври, изнесуваат 16,9 милијарди денари. Значи, тука гледате дека се работи за значително намалување, при тоа тие секако реализирале и нови, преземале нови обврски, што значи дека во нето неподмирени обврски. Тоа ни е таргет во муабетот, сакам да речам. Така е, да. Што значи дека имаме значително намалување на вкупните обврски по сите основи на сите буџетски корисници. И тоа споредуваме, еве ако споредиме во 30 септември 2018 со 30 септември 2019 на годишно ниво има намалување од 1,7 милијарди денари. Значи нема зголемување, многу е важно да гледаме дали продолжуваат да ги трупаат обврските. На квартално ниво мислам дека имаше зголемување, јас пак немам увид во тие табели, мислам не ги испринтав. Овие се јавни податоци, благодарение на СПО, можете да ги видите, гледате колку се зголемува и транспарентноста и просторот за дискусија кога буквално се секоја бројка може да... Јас веќе тоа го потенцирав и како новинар дека добро е што имаме увид ние во сите овие трошења за да може да ги прокоментираме. Како министер сакам да ве прашам за законско решение кое што деновиве вчера можеби помина на собрание. Додека зборуваме за зајакнување на фискална дисциплина, увид во трошоци, како се менаџираат јавните пари, не само на централно и на локално ниво, особено на локално ниво, ни се случува ситуација каде што сега на локалните татковци им дозволивме да можат новиот буџет да го проектираат за дури 30% повеќе во однос на претходната буџетска рамка. Да појасниме за гледачите, до сега беше тоа на ниво на 10% и се сметаше како еден од инструментите кои треба малку од малку да бидат брана
за да не се оди во преголеми задолжувања на локално ниво. И тоа во ситуација кога истите тие општинари, заедно ги ставам, но секако нема знак еднаквост меѓу сите општини, им дадовме од централниот буџет 50 милиони евра за нешто што не знаеме по кој основ е направено тој долг, како јавност. Направено е пред 5, 10, 15, 20 години, наследен или седно. Небитно, се солидаризираше општеството, им даде 50 милиони евра. А од друга страна им го отвараме просторот за да влезат во еден нов процес на комоција. Еве вака сега, бидејќи стакнавте неколку работи, значи инаку тоа планирање од 10% законско кое се донесе е не во претходната година, туку во просекот претходните 3 години. Да смеат да планираат повисоки приходи за 10% во однос на просекот од претходните 3 години. А во однос на овие средства кои што беа доделени со ребалансот, и јас кога ја следав од другата страна на ситуацијата, ми беше иста првично реакцијата дека им се даваат средства да се раздолжат општините, и тука испаѓа дека и оние кои што преземале поголеми обврски добиле на некој начин можност да се раздолжат, а оние кои што уредно водале и не презеле големи обврски не добиле ништо, никаква награда. Но кога ќе го видиме ова дека одеше во пакет, прво логично би било како граѓанин да критикувате и да кажете зашто од буџетот со ребалансот им се даваат пари да се раздолжат општините кои што преземале обврски, а немале начин да ги исплатат. Но ако видиме дека тоа одеше во пакет со една мерка, затоа и беше всушност изгласано и одобрено, да се лимитира тој раст на приходна страна, за да во иднина има поголема дисциплина и да не може да се трупаат обврски. Ако ги гледаме така како пакет, јас би рекла дека се работеше за една системска мерка која што владата ја предложи, собранието ја изгласа и се донесе на тој начин како што се донесе. Сега ова што го кажувате е најнова информација, што не е пак, ајде да кажеме, неконтролирано комплетно тргнување на тој лимит, но ова беше предлог на одредена пратеничка група, која што собранието си го донесе. Ова не беше предлог од Министерството за финансии, да се овозможи од 10 на 30% да се крене оваа страна, бидејќи со постојното решение од 10% изголемено, тие смеат да проектираат поголеми приходи ако за тоа имаат доказ дека ќе добијат одредена наплата или трансфер. Значи во оваа ситуација сега верувам дека собранието и пратениците ги зеле предвид сите фактори, дека приносење на одлуката имале, верувам, одредени оправдани причини за да ја изгласаат промената. Од аспект на Министерство за финансии, од аспект на фискална дисциплина, нашето мислење кое што го дадовме повеќе беше насочено во однос на бројки, дека ова правило беше заточено да се лимитира. Секако имаше одредени критики од страна на градоначалниците, бидејќи кажуваат дека не можат да реализираат и поголеми проекти, бидејќи не можат да проектираат затоа што кои општините да разјасниме и за гледачите, значи колку што имаат приходи, толку смеат да планираат расходи. И сега практично тие сакаат да имаат можност, поголема слобода, да можат да проектираат поголеми приходи, за да може повеќе ако тие средства се трошат соодветно за капитални инвестиции, за проекти, секако дека е добро, но треба да се оправда на кој основ ќе се планираат поголемите приходи. Ако имаме предвид да зборуваме со бројки, при нашето мислење, Министерство за финансии, стакнавме дека во 2018 година просекот на реализирани приходи на општините, ако бил 61%, сега реализираните приходи на општините од јануари до октомври изнесува 62% за 10 месеци, споредено со една година. Значи се работи за веќе подобра реализација на приходната страна, што и всушност беше целта. Да, мојата забелешка и сугестија генерално е дека точно оние што се развиваат и сакаат да се развиваат не треба да бидат обструирани од оние што на некој начин се потонати во долгови. Повторно ќе потенцирам, пратениците можеби имале и економски, а можеби и политички мотиви во пресрет на локалните избори да изгласат едно вакво решение, но проблемот кај нас е неказнивоста, а таа неказнивост накара и нас не кошта 50 милиони евра буџетирање за подмирување на обврски. Комоцијата, градоначалниците ќе имаат се додека не видиме градоначалник кој ќе биде казнет поради тоа што не почитува закон за транспарентно и отчетно трошење. Јас ќе ви кажам пример додека од една страна државата дава поголем простор за задолжување и на приходна и на расходна страна за буџетирање на општините, ние имаме општини кои што во моментов, иако можеби имаат законска врска, немаат веб страна за информација. Имаме општини кои што сакаат повеќе пари, а самата веб страна е еднојазична,
па еден народ или нација или некоја заедница не може да прочита тоа што ја интересира. Значи зборуваме за една најбрутална форма на нетранспарентност, најелементарното нешто не го нудат на жителите. А барат од друга страна голема флексибилност во трошење на нивните пари. Треба да се, или кој би понел политичка одговорност, додека после некои 10 години нашите, вашите деца се доведат повторно во една ваква ситуација, дека државата треба да плати тогаш 150 милиони евра. Значи треба да имаме предвид и дека сите 83 општини имаат различни лидери, имаат различни начини на одлучување, имаат различни сваќања, но сите секако и мислат најдобро на своите општини и сите секако сакаат да се развива нивната општина, да имаме, бидејќи во интерес на сите, да имаме, а нели зборуваме за рамномиран регионален развој, да се јакнат и еве спомнувате веб страни, да се јакнат и дигитални вештини кај населението, да се јакнат капацитетите на институциите на општините и затоа имаме големи значи да кажам проекти кои што се точно насочени за развој на општините. Во однос на преземањето на обврските, значи тука ќе кажам дека еве законски сега ако било 10%, сега ако е 30%, ако се донало ако зборувате само за обврските, не се работи само за обврските, се работи за каква цел се преземаат обврските, а најмногу тоа зависи од лидерот, од градоначалникот на таа општина. Значи јас за тоа секогаш велам дека клучно е и се зависи од луѓето. Се зависи од нас, како ние ќе размислуваме, колку ние ќе сакаме да грабаме напред, колку ние ќе сакаме, и ако видите, имав прилика да се запознавам со неколку градоначалници, значи има навистина кои работат со срце и душа за општината и да прошетате да видите колку се трудат и колку вложуваат. Значи сметам дека треба да дадеме малце, јас сум прва дека треба да критикуваме и дека треба еве транспарентност да се зголемува и веб страни да имаат и се тоа, но затоа имаме и голем број на овие, ако верувам дека го знаете проектот кој што беше за МСИП, односно за регионален развој, кој што беше преку Министерството за финансии, имаше одлична реализација и со тоа се зголемија и капацитетите на општините за планирање, за изработка на проекти, за аплицирање и тие проекти дадоа на вистина одлични резултати. Значи зборуваме процесот на градење на капацитети, на вистина не може преку ноќ да ги изградиме капацитетите, но на вистина многу се прави за тоа. Денеска имавме и состанок со ГИС, каде што дискутираме и за проекти кои што ќе значат градење на капацитетите во општините и вклучително и дигитализација. Значи би кажала дека вклучувањето прв чекор на отворени финансии, се надам дека ќе биде добро дојдено од општините, е токму затоа за да не мора сите општини да градат своји алатки за транспарентност и тоа е точно заштеда на време и пари ефикасно да може на едно место да се прикажат сите за да немаме реданданси или дуплицирање на податоци. Законска обврска, застанувам овдека со општините, имам уште едно прашање. Законска обврска зошто не се наметне на општинарите? Да мора да има веб страна, да мора да даде квартален извештај, да мора да даде граѓански буџет, да мора да даде извештај за извршување на буџет, за јавна набавка. Зошто нема таква законска врска? Знам дека дел од ова е регулирано веќе со законите кога дојде, мислам, министерот Тевдовски се донесоа некои законски измени. Но зошто? Ако од една страна давате флексибилност, од друга страна да ги обврзете дека таа флексибилност не значи комоција. Значи вие гледате дека реализацијата се следи, јас сега како што кажав, тие доставуваат извештаи и се следи реализацијата, затоа и можев да кажам колку имале реализација на приходна страна цела 2018 година, дека имале 61, не е дека не се следи воопшто, сепак она кое што се стремиме е децентрализација, нели? Тоа е целата работа да може сами да се преземаат обврски, сами одговорно да си ги водат своите задачи, своите работи, сами да се залагаат и да реализираат. Во однос на вашиот предлог за дали има законско решение за да имаат веб страни, еве јас ќе го лично ќе го разгледам вашиот предлог, но сепак сметам дека никаква не е гаранција ако не го напишеме на лист хартија дека тоа добро ќе се реализира. И на крајот на денот не е само постојат мерки санкции или казнување како што обичниот граѓанин плаќа и вие сте биле дел од Ама и вие кажувате дека не е најдобро со санкции. На крајот на денот не е да го напишеме. Еве да има санкција, ќе напишеме дека секоја општина треба да има веб страна. Секоја општина ќе си преземе процес да се објави јавна набавка, да се направи своја веб страна која што нема да биде стандардизирана, различна ќе биде веб страната на секоја општина. Елементарните податоци поврзани со парите на граѓаните во таа општина.
Да, и затоа вие ќе кажете не ги водите одговорно парите на граѓаните затоа што сте направиле законски 83 општини да се објават посебен повик, кога ако ние го направиме тоа системски, да може една платформа која што ќе биде иста за сите општини, на ист стандардизиран начин да се нудат да се направат податоците, можеби ќе значи заштеда од 70% наспроти вака како ги прават. Јас не го ставив на кантар кој е подобриот пат. Или дали е системско или персонално решение. Треба да биде обврска и малку и во свеста, и по џебот персонално на градоначалникот. И по џебот на градоначалникот таа одговорност да биде. Затоа алудирам дека не го прави решението само ако ја пишеме реченицата во закон и кажеме ако не направи веб страна во рок од една година ќе биде казнет толку и толку градоначалникот. Зашто на крајот на денот не е нас целта да ги наполниме средствата со казна за градоначалникот, туку на крај целта ни е да се направи добро системско решение, сите да имаат веб страни, ако тоа е сега ова што го разговараме, на соодветен начин каде што вие ќе можете да ги следите сите работи и податоци. Значи, многу е различно да го напишеме наспроти како ќе го имплементираме. И јас сум позасегната од да ги гледаме сите работи, зошто нешто го правиме и како ќе го направиме, затоа што на крајот на денот имплементацијата е подеднаква важна или идеја без реализација е ништо. Да, тоа е така, мислам, се согласувам со вас, но за граѓаните, кога ќе се каже и за јавноста дека овој градоначалник XX е казнат поради тоа што 4 години во цел негов мандат не е објавил ниту една елементарна информација за тоа како ги трошал парите на неговите служители, мислам дека нема да биде осуден од јавноста како модел. Јас се надевам дека до крајот на декември ќе имаме прилика да ги вметнеме и на отворени финансии, да може сите вклучително и вие да ги следите. Се буџети. Привршуваме со разговорот. Бев дел од една дебата на друга телевизија кога го зборувавме буџетот. Сакам да ве прашам за уште едно нешто. Законот за новиот закон за буџетирање. До каде планирате, го прочитавте, го наследивте, го видовте? Мене во тој сегмент ме интересира фискалниот совет. Законот за буџет за буџет, за буџети, по-конкретно, законот за буџети. Да, значи на тој закон, како што и претходно верувам сте следели, знаете дека и претходниот министер Драган Тевновски доста време работеа на тоа, се дискутираше. Две од промените кои што за јавноста се поопипливи се фискалните правила и фискалниот совет кој што го споменавте. Да, уште кога дојдов во министерството, побарав да ги видам сите промени, да го видам решението, бидејќи за тој проект имаше и помош од Светската банка за да се работи на соодветно решение. И би кажала само дека не е промената само овие две работи кои што се комуницирани со јавноста. Се работи за конкретно од корен променување на водењето на јавни финансии. Се работи за среднорочно буџетско планирање. Се работи за интеграцијски систем за водење на јавни финансии кој што вклучува една бран на дигитализација и еден бран на потреба за градење на вештини кај сите буџетски корисници, кој што процес кој што ќе трае 3 години ако здраво се фатиме да работиме од сега. Законот за буџети е на мојата маса, е на мојата агенда да биде наскоро донесен, со тоа што реалистичните очекувања дали може да се донесе до крајот на годината, сметам дека со оглед на сите законски промени, вклучително и овие кои што веќе се најавени, ние работиме на тоа, ги вложуваме напорите да конкретно да направиме дури можеби промена на постојниот закон за да го воведеме фискалниот совет кој што го споменувате. Да го извадите од тој како преодно во сегашното закон. Бидејќи новиот закон значи круцијална од корен промена и носењето на законот нема да значи дека од кој ќе го донесеме може одма да се применува, туку ќе значи почеток на реформи, градење за да може 3 години од кога ќе биде донесен да стапи на сила тој интеграционен финансиски систем, среднорочно планирање, подобра реализација на капитални инвестиции, се работи за една навистина значајна реформа која што јас лично верувам дека многу работи ќе промени подобри во водењето на јавните финансии. На крај сакам едно прашање, исто така почнав и се надевам на искреност од вас, така ќе го завршам интервјуто. Вие влеговте во политиката, колку што мене ми е познато, без политичко искуство и политички багаж. Влеговте на некој начин како професионалец, економист, предпоставам по професија и сето тоа. Но сега ќе ви се случи техничка влада. Практично ова е еден од најчувствителните и стратешки ресори во секоја власт. Ќе добиете, мислам, по пржински договор дополнителен заменик министер за финансии. Практично на тој начин политиката подлабоко ќе навлезе во министерството. Како планирате да ги истуркате тие 2-3 месеци до избори? Дали очекувате обструкција? Како ќе се ориентирате? Се подготвувате ли? Па вака ќе кажете како планирате да ги истуркате, личи како да имплицирате дека ќе бидат тешки, да истуркате зборот е
сам по бевме себе сведоци на претходната техничка влада, Да. бидејќи на вистина имаше одреден институционален застој во одредени министерства, сепак од искуство го зборувам. Знаете дека јас влегов со навистина голем ентузијазам и дека мене ме водат можноста за промени и промените. Ева, јас се надевам дека после известно време ние ќе можеме да разговараме што сум успеала да истуркам или да реализирам или какви промени сум успеала да направам. Со таа девиза и со тој ентузијазам и со тој оптимизам сум и сега, без разлика на тоа што доаѓа дополнителен заменски министер. Јас сметам дека со добра комуникација сите заедно на крајот на денот верувам дека сакаме државата да оди напред и да има економски раст. И на крај на денот верувам дека конструктивна дебата и диалог и спротивставени ставови вложуваат за подобро решение. Велат дека нешто е доволно луд да мисли дека ќе ги смени работите, тој што најчесто ги менува, па мислам дека јас се надевам на добра соработка, позитивно гледам на тоа. Се надевам дека ентузијазмот ќе ме држи, се надевам дека кој да биде дополнителниот заменски министер кој што ќе дојде, ќе имаме добра соработка и воопшто, како што кажавте, да не доаѓам со политичка позадина, па и тука размислувам дека професионално ќе може да се продолжи вршењето на работата и секако буткањето на промените. Ви благодарам, ја ситним оваа економска година. Веќе буџетот го имаме во собрание испратен. Вашето експозе претпоставувам ќе го чуеме наскоро за новиот буџет и тогаш ќе ги проанализираме поентите. Ви благодарам што одвоивте повеќе од 30 минути да гостувате во нашиот дневник. Ви благодарам и вас на поканата. Поздрав до гледачите.